Италијанско грозје, пулења соја, илустрации од маса полна храна од Естонија. Со видеа снимнати и купени од интернет, грците решија да го спакуваат маркетиншкиот слоган и кампања Macedоnia the Great, што ја презентираше Мицотакис во очи средбата со Заев, а за време на Солунскиот самит. Видеопрезентацијата за брендот со којатина се фали чини нешто повеќе од $300, па видеото од италијанското грозје може да се симне од интернет за $65 со помал квалитет, во HD $79. Ист износ е и приказот на пулења соја што се прскаат, а и цената што треба да се плати за да се симнат видеата од полната трпеза и илустрацијата од дигитални кодови. Сите потребни 4 кратки видеа се достапни на веб страницата Shutterstock. За нешто повеќе од $300 Мицотакис рече брендирал производи за да ги анулирал негативностите од преспанскиот, што според него се удриле врз глава на грчкиот народ. Но дали со ваков ефтин спот, всушност грчкиот премиер признава оти не вирее грозје или убава храна во северниот дел на неговата земја, а при тоа брендира производи за кои тврди дека се од грчката Македонија, со спот во кој автентично истите ги нема. Каква порака со брзиот и ефтин спот испраќа Грција. Председателот на Грчко-македонската експертска комисија порача дека не може брендирање на трговски марки без амин од двете страни. На иста линија е и МНР, но реагираа само со соопштение во кое едва се надзира дека сакаат да им порачаат на грчките власти, оти ваквите чекори би можеле да ги подријат односите. Најпозитивна реакција беше онаа на премиерот. Вели, зошто да не била и за таму и за тука Македонија? Оти ние сме биле северен, а тие јужен регион. Зошто за сите да не биде Македонија? Ама никој не ја забележал ефтината трговска пропаганда. Или пак нашите власти виделе, ама од страв да не им се налутат јужните пријатели, мудро си премолчија. Она што засега останува нејасно е потегот од наша страна, бидејќи за да стане и официјален, овој слоган сепак и ние треба да го прифатиме. Ваков предлог се уште не е ставен на дневен ред на мешовитата комисија составена по Преспанскиот договор, која пак има рок од 3 години да најде решение за трговските марки. Вкупно 79 трговски марки го содржа зборот Македонија. 77 ја имаат англиската верзија на името, а придавката македонски ја содржат 12 регистрирани трговски марки. Неминовно останува да лепди прашањето: што ако ние брендиравме производи пред нив без нивна согласност? Како ќе беше дочекан нашиот спот Велика Македонија од грците, ама вистинска? Со лози од Гевгелија, трпеза со титовско гравче, малешевско сирење и струмички ајвар.